ова издание. Експерти за Гласот на Америка на македонски ја анализираат владата на СДСМ и ДУИ. Велат тест за нивната соработка ќе бидат локалните избори. Американските театри нудат нови возбудливи доживувања. Целта е публиката да ужива во безбедно искуство со социјално дистанцирање. И покрај загриженоста за заштитата на приватноста, неколку компании работат на развој на паметни очила. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Експерти за Гласот на Америка ја анализираат владата на СДСМ и ДУИ. Според нив, нема да биде проблем да се исполни 4-годишен мандат, но тест ќе бидат локалните избори. Владимир Мирчевски има повеќе. Процесот на избор на новата влада ќе помине мазно, сметаат познавачи на состојбите. Тие своите анализи ги темелат пред се на фактот дека Али Ахмети некако успеа да го смири незадоволството во ДУИ и да ги потврди клучните неколку гласови за избор на новата влада на Зоран Заев. Аналитичарите со кои изборуваше Гласот на Америка не се уверени во тврдењата на опозицијските партии дека оваа влада ќе има кус рок на траење. По мене оваа влада ќе изгора 4 години, ако договорот што го склучиле пред коалицијски, нели, го извршува така како што се договориле. Опозицијата не може да објави предвремени избори ако за тоа нема бар некоја поддршка од некој од учесниците во владиното мнозинство. Мислам дека првиот тест нивни ќе бидат како ќе се договорат за локалните избори. Каква ќе биде евентуално кампањата и ако не се договорат за заеднички настап. Колку тоа ќе ги тензионира односите. Точно е дека малку по-комплицирано се создава владиното мнозинство и дека почетните сигнали се на еден немирен, да речеме, некомфорен мандат. Но имајте предвид дека претходното мнозинство беше со уште полоши бројки, со уште послаби бројки, барем од страна на владачката партија, и издржа оноку колку што издржа, односно причините за предвремените избори не беа недостатокот на поддршка во рамки на сопствените редови. Она што и Јарсовски и Муслиу го сметаат за суштински важно се приоритетите на идниот владин кабинет, што ќе биде фокусот во првите месеци кога светот се уште е во ситуација на пандемија. Ако го исклучиме справувањето со пандемијата, што е приоритет над приоритетите и не е некаква сериозна политичка агенда, туку е висмајор на наметната агенда, тогаш би рекол дека првиот приоритет на владата треба да биде владењето на правото, односно борбата против корупцијата и криминалот. Следното е заздравувањето економско од последиците на пандемијата, структурните реформи, се разбира почнување преговори со ЕУ. Почетокот на мандатот е тој делот за храбрите одлуки. Мислам дека и се надевам секако дека на почетокот бар ветувањата кои имаат врска со прочистување или ветинг на судството, затоа што имаме различни термини од владините коалициони партнери, ќе биде еден од приоритетите. Проценките на двајцата аналитичари се дека поради тенкото мнозинство од само 62 пратеници, владата ќе биде под постојан притисок на опозицијата и ќе нема многу простор за грешки во наредниот период исполнет со предизвици: коронавирус, економија, владење на правото, почеток на преговорите со Европската унија, образование во услови на епидемија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Театрите го менуваат начинот на работа за да опстојат во време на пандемија. Целта е да се обезбеди социјално дистанцирање на публиката. Hi, my name is Taylor Juno, and this is the teardrop from the orange sky. No, Mama, it isn't like that at all. So drive-thru драмата е како возење во забавен парк на Дизни, но без страшните делови. Возите и застанувате крај секој актер. Тоа се вистински актери. Тие изведуваат монолози на 10 локации и на крајот тоа се сведува на една приказна. Ми текна нешто што го имав научено од историја на театарот, а тоа се средновековните каравани кои биле чести во тоа време, каде актерите биле во запрежна кола. Ја изведувале својата представа и потоа оделе во друг град или пред друга публика. Актерите остануваат на едно место, а публиката вози наоколу за да ја слушне целата приказна. Никогаш досега не сме направиле нешто вакво и на вистина се радувам. Двајцата сакаме театар и секоја шанса што ја имаме да видиме представа во живо ја користиме. Возбуден сум зашто годинава немаше многу представи.
Па се замислив кога Даниел дојде кај мене и ми рече сакам да направам шоу. Тогаш помислив на монолози. Помислив на представи кои традиционално се изведувани од еден актер, но тоа го проширив на 10 луѓе. И си мислев дека е можно да се направат 10 оделни приказни кои ги поврзува една работа, што во овој случај е банкнота од $1 на која пишува нешто. Make a small change, and those sound like pretty big changes to me, pal. Yes, I am going to... Да, ќе ве ставам во редот. Овој автомобил треба да оди до вториот актер. Ќе бида таму само неколку минути. Се обидувам да одржувам темпо за да нема чекање. Ќе ве оставам да чекате овде. Ова изгледа многу забавно. Кога ќе завршат, ќе ви се поклонат. Можете да им дадете аплауз и да продолжите оттаму до следниот актер. Појавата на паметните телефони днес се промени во многу области на човековото живење. Дали истото ќе се случи и со паметните очила? Прво се појави тастатурата, потоа екранот на допир. Некои технолошки компании велат дека носењето очила би можело да биде следниот скок во технологијата, дури ако тоа не им успеа на Google очилата. Во иднина нема да бидеме ограничени само на нашите паметни телефони кога станува збор за разбирање на светот околу нас, така што ова е наша почетна инвестиција. Компанијата Snap со седиште во САД инвестираше во очилата за сонце Spectacle 3. Оваа трета верзија има 2 камери. Аголот на очилата свети кога снимате видео и има опција тој што носи очила да вметне 3D објекти во видеото. Корисниците можат да снимат видео до 1 минута. Една поинаква апликација, Amglass, на компанијата Pacific Future со седиште во Хонг Конг, на посетителите на тематски парк им овозможува различно искуство преку засилена реалност. Има духови насекаде. Очилата се користат во тематски паркови во Кина и Малезија, со процесор внатре. Овие очила се дизајнирани за возраст од над 12 години и поради тежината и големината. Безбедносните очила за засилена реалност, направени од компанијата Гултон со седиште во Пекинг. Полицијата може да ги користи за да идентификува осомничени. Полицијата може да состави црна листа, да скенира толпа луѓе и брзо да лоцира криминалец. Опремени со софтвер за препознавање на лица. Видеата или фотографиите снимени од овие паметни очила можат да бидат испратени на анализа до безбедносните служби. Се разбира, постои загриженост за приватноста во врска со вградената камера, што беше една од причините што корисниците ги отфрлија Google очилата. Сепак, големите и малите технолошки компании се во трка до пософистицирани очила. Вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Гледајте ни утре во истото време. Довидување.